На 12 февруари во Центарот за култура Марко Цепенко во Прилеп ќе бидат доделени признанијата за 13 величествени според изборот што го направи Радио Пела. Тука се најдоа фирми, здруженија и поединци кои дале свој придонес во заедницата и го заслужиле медиумското внимание. Денес сме во просториите на станицата за технички преглед Автоконтрол од Прилеп и разговараме со Даниела Перкановска, собственичка и менаџерка на оваа компанија. Добре ни дојдовте и благодариме што не примивте во просториите на Автоконтрол. Добре ни дојдовте и вие и чести задоволство ми е што се најдуваме ние како станица за технички преглед на оваа листа. Што значеше за вас номинацијата во 13 величествени, за вас како личност, но и за целата компанија? Станицата за технички преглед Автоконтрол и јас како управител на неа секогаш работиме она што сакаме да го работиме. Целосно сме посветени и професионални. И мило ми е што некој тоа го препознава. Знаеме дека особено внимание посветувате на едукацијата во сообраќајната култура. Преку какви активности го спроведувате тоа и што мислите кој е ефектот од тие едукативни активности? Низ текот на нашето работење ние организиравме голем број на превентивни активности од областа на сообраќајот. Како овластено правно лице за вршење на технички преглед на возила од страна на Министерството за внатрешни работи, секогаш активностите ги спроведуваме со нивна соработка. Исто така ги вклучуваме и учениците од Средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко при тие превентивни активности со цел да го зголемиме нивото на сообраќајната култура во нашиот град. До сега се покажало дека има заинтересираност од страна на тие институции за соработка, така да сметаме дека со ваквите превентивни активности би го подигнале нивото на сообраќајната култура и сите заедно ќе допринесеме за побезбеден сообраќај на нашите патишта. Како едукативните активности влијаат кај децата? Каков е ефектот? Како сте прифатени? Дали се заинтересирани за тие активности? Овие превентивни активности обично ги почнуваме со основните училишта, односно сметаме дека секоја култура, па и сообраќајната култура се воведува од најраната возраст, од семејството, образованието па натаму и обично ги организиравме со прво одделенчињата каде што најсреќно и најрадосно бевме прифатени и сметаме дека се од големо значење за нашиот град. Често се јавувате како донатор, речиси да не постои поединец кој побарал некаква помош, а да не ја добил. И навистина го заслужувате епитетот општествено одговорна компанија, па во тој правец што натаму ќе презема Автоконтрол за помош на заедницата? Сметам дека секој еден мал чекор кон подобрување на заедницата е од големо значење. А така Автоконтрол ќе продолжи да помага онаму каде што е најпотребно во рамките на нашите можности. И сметам дека секој еден граѓанин од нашиот град кој е во можност да помогне во било која област да не себично помага, бидејќи еве и бевме пример исто така на сега една донација која што се собираше за нашиот град и бев пријатно изненадена, значи можеме да бидеме сплотени, можеме да си помагаме едни со други, некоја мала помош за некого многу значи. Така да сите заедно можеме да го направиме светот поубаво место за живење. Вие кажавте дека вложувате во заедницата, меѓутоа вложувате и во развојот на компанијата. Ајде сега малку да подсетиме на услугите и што она ќе се случува во развоен правец на Автоконтрол. Автоконтрол изминатата година одбележа 10 години од своето работење. Изминатата деценија стекнавме голем број на задоволни клиенти, стекнавме доверба кон нашите клиенти. Сакам да му се заблагодарам за довербата. Продолжуваме понатаму да инвестираме во нова опрема согласно измените и побарувањата од страна на надлежните институции. Ќе продолжиме со надоградба на нашиот кадар, со обуки и да останеме професионални во областа во која што ја работиме. За крај, ја погледнавте ли листата, каков е вашиот впечаток од сите номинирани во 13 величествени и за кого го дадовте вашиот глас? Секој кој е на таа листа дал свој придонес за градот и ја заслужува номинацијата.
Јас ви благодарам за одвоеното време и за разговорот. Почитувани слушатели и гледачи на Радио Пела, во рамки на 13 величествени разговаравме со Даниела Перкановска, менаџерка и собственичка на Автоконтрол Прилеп, кои заслужено се најдоа во листата 13 величествени.